Добро е да сте во манастирот каде што се одржало првото заседание на АСНОМ, а уште подобро е да се чувствувате како дома. Ова го порача претседателката Гордана Силјановска-Давкова, откако положи свежо цвеќе во манастирот Прохор Пчински и оствари билатерална средба со српскиот претседател Александар Вучич. Според Силјановска, билатералните односи се изворедни и добрососедски во вистинска смисла, а во тој правец ќе продолжи и понатамушната соработка со Србија. Претседателката се надева дека заедничкото чествување ќе се афирмира со договор помеѓу двете земји. Српскиот претседател со честитки за големиот македонски празник најави дека соработката со македонските власти ќе се интензивира, а очекува економската размена да надмине 2 милиарди евра. Mi ćemo pre kraja godine zamoliti predsjednicu da dođe u zvaničnu posetu u Beogradu i da razgovaramo o svim važnim temama gde mislim da ćemo imati još više vremena da to učinimo. Naša ekonomska trgovinska razmena je bila na 1,75 milijardi. Uveren sam da već u naredne 2 godine možemo da idemo preko 2 milijarde evra razmene i još mnogo toga zajednički da uradimo, do toga da se međusobno podržavamo ne samo kroz inicijativu Otvoreni Balkan, već svuda i u svim međunarodnim forumima, organizacijama i institucijama. Силјановска-Давкова чествувањето на 2 август го започна со положување свежо цвеќе во мемориалниот центар Пилинца, од каде испрати порака до меѓународната заедница за деблокирање на македонскиот интегративен пат, чувајќи го наследството на илинденците и асномците да ја направиме нашата Македонска република пристојно место за живење и за младите, да не ни заминуваат, рече претседателката. На нашиот пат кон полноправно членство во Европската Унија се уште се соочуваме со непринципиелни услови, што постојано се менуваат. Но, знаеме дека меѓу земјите членки имаме многу пријатели, кои што се застапуваат за нас и ја будат европската совест кон случајот со нашето маратонско интегрирање. Ние мора да им помогнеме со тоа што нема да отстапиме од зацртаниот европски пат. Тоа е и нашиот пат. Македонија денеска одбележува 80 години од првото заседание на АСНОМ, кој се одржал во манастирот Свети Прохор Пчински. Чествувањето тука се врати пред 3 години, откако Српската православна црква ја призна автокефалноста на Македонската православна црква Охридска архиепископија.